Со кој образ ќе излеземе пред граѓаните за да им кажеме наместо Европска Унија се вклучуваме во нова европска иницијатива, а тоа е Отворен Балкан. Председателот Пендаровски не крие дека нема ниту Н од надеж за тргање на бугарското вето. Инаку ние, знаете, после 20 години и кусур, кажување на нашите граѓани, НАТО, и одненаш да им кажеме, не, сега има нешто друго, со кој кредибилитет, со кој образ ќе излеземе и ќе ги лажеме повторно граѓаните. Ги прашуваат нашите граѓани, ја мислам дека е тоа февруари. Дали сте за компромис со Бугарија и при гарантиран идентитет? 72% велат не. Пендаровски од друга страна вели дека треба внимателно да се постапува во однос на другите иницијативи за здружување и соработка меѓу европските земји и не крие дека има стравување во врска со Отворен Балкан, чија што идеја била добра, но постоела можност да стане алтернатива на Европската Унија. Во меѓувреме, поранешниот бугарски председател Петар Стојанов им порача на бугарските политичари да престанат со агресивен тон кон Македонија. Според Стојанов, колку и да се заострени позициите, диалогот, како што вели помеѓу двете братски држави, мора да се води во пријателски тон. Бугарија никогаш нема да ја објави војна на Македонија, тоа е лудост, но овој предизвикувачки и агресивен тон кон западниот сосед овозможува да се создаде нација која што ќе започне искрено да ја мрази Бугарија. Тоа е паралелата со Русија и Украина и моето предупредување. Од друга страна, како наближува крајот на француското председателство со Европската Унија, така е се поизвестно дека Македонија повторно ќе остане без датум за почеток на преговори со Унијата. Бугарските медиуми брифираат дека премиерот Кирил Петков лично ќе се залагал бугарските услови за тргање на ветото да станат дел од преговарачката рамка за Македонија. Меѓутоа, досега нема никакви официјални информации за што разговарал Петков со своите коалициони партнери и дали воопшто ветото за Македонија била тема ставена на маса.